добре дојдовте назад. Следите за или против на Алфа. Гостин во студиото е градоначалникот на Аеродром Дејан Митевски. Градоначалник, опозицијата ве обвинува дека има запоставени спортски игралишта и прашува до толку ли општина Аеродром нема пари да ги реконструира овие игралишта. Зборуваат за спортскиот терен Драган Топчиевски Топче. Подолго време велат недостасуваат стаклените табли на кошевите. Слична состојба е и на игралиштето на улицата Владимир Комаров. Што ќе одговорите? Да, обвинува опозицијата која што има можност да реализираат и не реализира ниту еден проект во аеродром и за аеродромци. Токму затоа се и опозиција и имаат легитимно право да обвинуваат, меѓутоа треба реално да ги погледнат работите, да видат дека во аеродром се реализира една градежна офанзива во моментов, вклучително и на детски и спортски игралишта, кои што започнуваме со комплетна реконструкција во овој период. Веќе екипите се на терен и работат за истото и на тој начин мислам дека се депласирани тие обвинувања на опозицијата. Искршени се таблите намерно со удирање со камења и од несовесни граѓани и за жал ние можеме да ставиме уште 100 табли, меѓутоа ако вакво однесување проложи во иднина, ние нема да можеме да постигнеме да ги замениме сите. Меѓутоа тоа се работи кои што се во тек, кои што се реконструираат, кои што се поправаат. Нашата цел е да покрај одржувањето изградиме и нови објекти, нови места за спорт, за рекреација, нови паркови, нова инфраструктура и на тој начин да го олесниме и подобриме секојдневието на аеродромци. Така што опозицијата се надевам дека ќе почне и да ги гледа реално работите што се случуваат и на тој начин да сватат зошто тие се опозиција, а не се власт. Ве блокираат во работата на Советот на општината? Не, нема таква можност, имајќи предвид дека ние како ВМРО-ДПМН со коалициониот партнер знам имаме мнозинство во Советот, меѓутоа морам да кажам, многу конструктивни дебати од страна на советниците од едната и од другата опозициона партија, СДСМ и Левица, дебати кои што најчесто завршуваат со одредени заклучоци, за кои што драго ми е да ги слушнам и сакам да ги слушнам и секаде онаму каде што имаме директна надлежност и можност да постапувам. Значи имате добра соработка иако се Ние имаме политички ривалитет, меѓутоа тој ривалитет е позитивен, кој што се заснова на тоа да создадеме една подобра општина. Веќе го начнавме вандализмот од страна на децата по парковите. Имаше изминатиот период доста фотографии и видеа како во останатите, така и во општина Аеродром. Како општините се залагаат за решавање на овој проблем? Дали со казни, дали со советување со родителите или пак некои други мерки се со цел да не се уништуваат веќе убави направени работи? Тоа е еден проблем кој што се провлекува подолго време и не е само во Аеродром, туку буквално во скоро сите општини, каде што се соочуваме со еден страшен вандализам и уништување на она што е заедничко, она што е за сите, она што е за најмладите особено. И за жал како општини покрај немаме преголема можност да реагираме, имајќи предвид дека тој вандализам најчесто се случува во доцните вечерни часови во време кога е тешко да се забележат вандалите кои што ја вандализираат на урбана опрема. Водиме повеќе акции преку училиштата, се со цел превентивни акции да им се укаже на сите оние млади дека тоа што е поставено е нивно заедничко и дека е во интерес на сите, дека треба да се зачува. Меѓутоа, за жал, постојано ни се повторува тој вандализам. Веќе размислуваме и работиме на еден проект кој што се надевам дека ќе успееме да го имплементираме во текот на наредната година за поставување на видео надзор на сите детски и спортски игралишта на територија на општина Аеродром и на тој начин да се обидеме да превенираме на такво вандалско однесување. Така, што се случува со врсничкото насилство исто така? Тука и МВР презема некои мерки. Го имаме изминатиот период во доста зголемен број. Дали општината, можеби во соработка со Министерството за образование и наука, од каде најавија и казни за родителите, работи на оваа проблематика? Да, интензивна е соработката помеѓу општината и Министерството за образование и наука, меѓутоа и сите оние институции кои што се непосредно вклучени во
овој процес покрај Министерството за образование и наука, имаме соработка и со Министерството за внатрешни работи, каде што се организираат многу превентивни работилници на тема врсничко насилство, како да се реагира, како да се постапува. Општина Аеродром беше еден од лидерите кои што се вклучија во еден проект на една компанија за булинг, за врсничко насилство и превенција од булинг. Се работат разни проекти во рамки на училиштата. Беше снимен еден документарен филм во Основното училиште Блаже Коневски на тема врсничко насилство, се со цел да може да им се презентира, односно да се представат позитивните и негативните страни од однесувањето на дечињата во училиште. Врсничкото насилство секако има само негативни страни. Работиме интензивно на ова прашање, оваа проблематика. Се надевам дека ќе имаат најавените казни за родителите, дека ќе имаат влијание во однос на воспитување, подобро воспитување на дечињата, имајќи предвид дека ако бидат казнети родителите, ќе влијаат секако кон дечињата да не вршат не само врсничко насилство, туку било какви проблеми во рамки на училиштето. Не е само врсничкото насилство проблем, имаме и во рамки на училиштето и оштетување на опрема и други проблеми кои што се случуваат. Се надевам дека една ваква мерка на казни дека ќе влие кон намалување на процентот, односно бројот на такви случаи. Општина Аеродром беше една од првите општини кои што забрани, ограничи користење на мобилните телефони, кои што веројатно и предонесуваат во насока на ова врсничко насилство помеѓу учениците. Што конкретно е забранато, односно ограничувањето што го има општина Аеродром? Да, веќе 2 години во училиштата, во основните училишта на територија на општина Аеродром е забрането употреба на мобилни телефони од страна на учениците за време на наставата. Тоа беше една препорака која што ја дадовме како општина, имајќи предвид дека не можеме директно да забраниме, меѓутоа беше прифатена веднаш од страна на училиштата и од советите на родителите. Морам да кажам дека е еден позитивен пример како треба и останатите општини да решаваат, односно одлучуваат по однос на ова прашање. Навистина, после воведување на забраната за користење на мобилни телефони, имаше неколку позитивни ефекти. Прво, концентрацијата на учениците за време на наставата е многу поголема. Второ, не сме сведоци на оние видеа кои што беа по разни социјални мрежи, кои што беа некои светски трендови, каде ученици се само повредуваат, прават работи кои што не би требало да ги прават. Не дека со телефоните ние ги спречивме да не ги прават тие работи, туку интересот, имајќи предвид дека нема каде да го прикажат тоа, ги оттргна учениците да ги прават сите оние работи кои што навистина беа непопуларни, но и многу опасни пред се за самите ученици. Психолошки во однос на нивното дружење со соучениците, во однос на нивното однесување према наставниците многу се смени и психолозите и педагозите во основните училишта навистина укажуваат само на позитивни резултати од воведување на една ваква мерка. Паралелно кога забранувате, ограничувате употреба на телефони, дали се работи на поголема дигитализација во училиштата, се со цел да биде воведена она современа технологија, со оглед на тоа дека Македонија бележи голем напредок во однос на дигитализацијата и Министерството за дигитална трансформација покажува резултати? Да, дигитализацијата е неопходна и е задолжително вклучена во секој образовен процес, вклучително и во секојдневието на секој ден од нас. Нашата цел како институции и на училиштата, и на општината, и на Министерството за дигитална трансформација е да искористиме правилно предноста на дигитализацијата. Да не ја користиме за работи кои што ќе создадат нус или несакани појави, туку на вистина да ни помогнат во самото образование. Како општина, покрај тоа што во сите училишта имаме опремено посебни кабинети по информатика со современа информатичка опрема, веќе 4-та година ние доделуваме бесплатно таблети на сите 4-то одделенци. 4-то одделение е првиот период кога за прв пат се вклучува дигитализацијата во образованието и тоа беше
пресек. Започнавме во еден период во минатото кога нема учебници никакви учениците, а продолжи имајќи предвид дека имаме позитивни примери од училиштата, дека учениците навистина можат да се научат како да искористат предноста на дигитализацијата во развој на своето знаење во самиот образовен процес и да постигнат одлични резултати, морам да кажам, по сите предмети. Така, сега ќе се навратиме на една тема што ја начнавме пред рекламите, а тоа е инфраструктурните проекти. Иако опозицијата ве обвинува за поставување на игралишта, во аеродром се градат неколку училишта, се доградуваат градинки. На што конкретно работите? Во моментов доградуваме две основни училишта, основното училиште Гоце Делчев и основното училиште Блаже Коневски, вклучително и спортска сала во рамки на основното училиште Блаже Коневски. Со поддршка на Министерството за образование и наука се гради нова спортска сала за прв пат после 70 години од постоење на училиштето во рамки на основното училиште Гоце Делчев во Долно Лисиче. Министерството за спорт гради една спортска сала во рамки на касарната Гоце Делчев во аеродром, а за многу скоро ќе отпочне и со изградба на втора спортска сала во соработка со општината во делот на Ново Лисиче познат како ФФМ. Општината покрај ова е веќе во завршна фаза и на изградба на една нова детска градинка, градинката Изворче. Формално е доградба, меѓутоа капацитетот повеќе од 240 дечиња, значи буквално како една нова градинка. За многу скоро ќе биде завршена тендерската постапка за изградба на нова детска градинка Пчелка 1 во населба Лисиче. Работиме интензивно на мултимедијалниот центар во Ново Лисиче. Реконструираме повеќе јавни површини во населба Лисиче, во делот на 13 ноември, во делот на Ново Лисиче и се трудиме да ги опфатиме буквално сите делови на територија на општина Аеродром. Покрај тоа го споменав претходно проектот за реконструкција на 5,5 километри улична мрежа. Тоа е опфатени се повеќе од 18 улици, реконструкција, комплетна реконструкција заедно со јавните површини на, односно пешачките површини покрај улиците, реконструкција, односно нови две водоводни мрежи кои што решаваат исто така долгогодишни проблеми со водоснабдување на улицата Божидар Рајковиќ и во Долно Лисиче и на тој начин верувам дека ќе ги задоволиме примарните потреби на аеродромци. Многу скоро ќе почнеме со адаптација и реконструкција на дел од училиштето Александар Македонски се со цел да создадеме услови за едносменска настава комплетна во тоа основно училиште, нешто што е заложба и на Министерството за образование и наука и на општина Аеродром. Отпочнавме постапка за комплетна замена на системот на улично осветлување на територија на општина Аеродром. Во тек е изработка на тендерска документација ќе биде објавена многу скоро, што подразбира комплетно ново лето осветлување, паметно лето осветлување на територија на цела општина Аеродром, имајќи предвид дека ние како општина па го имаме можеби еден од најстарите системи на осветлување. Во дел се уште постојат и живини сијалици кои што се користат, натриумови исто така сијалици, и на тој начин ќе овозможиме една побезбедна, посигурна околина. Покрај уличното осветлување ќе бидат опфатени буквално сите детски спортски игралишта со ново осветлување и на тој начин и на дечињата ќе им овозможиме подобри услови за забава, рекреација и спорт. Ќе биде комплетно заменето осветлувањето на крстот во аеродром, така што ова се само дел од проектите, повеќе од 15 на проекти на кои што интензивно се работи во моментов. Конечно, после подолго време, повеќе години, ќе биде пуштен во потреба и мостот, кој што досега служеше за ловење риби. Односно, генерал Михајло Апостолски ќе го поврзе аеродром со газибава. Ќе придонесе ли ова за олеснување на сообраќајниот метеж, со оглед на тоа дека аеродром е доста голема општина и ќе се поврзе уште на еден начин со газибаба, ќе го скрати и патувањето? Да, неколкократни се придобивките покрај олеснување на сообраќајот и поврзувањето помеѓу двете општини преку уште еден мост, имајќи предвид дека сега сме поврзани само преку мостот Близнак
ќе значи многу побезбеден, побрз и посигурен транспорт и ќе станат достапни, односно покомуникативни двете општини измеѓу себе, но и ќе биде уштеден излез од аеродром према централното градско подрачје. Тоа е проект кој што го реализира градот Скопје. така. Морам да искажам искрена благодарност до градоначалникот кој што навистина за помалку од 6 месеци ги реши сите оние проблеми кои што постојаа од аспект на имотно-правни односи на лице место и се создадоа услови да се отпочне со градежна оператива за довршување на тој фамозен мост за ловење риби или мост Генерал Михајло Апостолски. И очекувам дека во најскоро време ќе отпочнат градежните активности за помалку од една година, дека тоа ќе биде комплетно функционален мост кој што ќе ги поврза двете општини и ќе им овозможи и на аеродромци и на жителите на Газибабе една подобра и побрза комуникација. Кога сме кај транспортот, ЈСП, граѓаните изминативе години како беа соочени со сериозни проблеми од каснење, доцнење на автобусите, недоаѓање воопшто на автобусите. Сега имаме во теке набавка од владата на 150 еколошки автобуси и најголем дел ќе завршат во Скопје. Колку тоа ќе придонесе, ако го имаме предвид дека и БРТ, имплементацијата на БРТ, меѓутоа и на градскиот воз, ќе придонесе за поедноставно и полесно циркулирање на граѓаните низ главниот град, вклучително и општина Аеродром. Видете, последната набавка на автобуси во рамки на градот Скопје е направена во 2012-2013 година, зборувам за голема набавка, и од тогаш наваму во мандати на два градоначалници се набавени 5 или 6 автобуси вкупно. Повеќе од 10 години ние имаме гап, односно дупка, каде што не е обновена таа инфраструктура, односно тие возила, се со цел да имаме еден нормален градски превоз. Владата на ВМРО ДПМН заедно со градот Скопје спроведуваат една огромна постапка, не е само за градот Скопје, меѓутоа конкретно нас како аеродромци не интересира оно што се случува во рамки на нашата општина и градот Скопје, спроведуваат една голема постапка за набавка на еколошки автобуси. После многу долго време, после повеќе од 10-12 години во рамки на градот Скопје, дополнително имплементацијата на БРТ, Bus Rapid Transit, која што исто така е на брза трака поставена од страна на градоначалникот на градот Скопје, и очекуваме дека во многу скоро време ќе отпочне и фактичка реализација на овој проект. Се два големи проекти кои што ќе придонесат за подобрување, многу големо подобрување во однос на јавниот превоз, градскиот транспорт, и тоа е еден од условите за да ние го намалиме сообраќајниот метеж, да им создадеме услови со јавен превоз граѓаните да можат да пристапат до било која локација во рамки на градот Скопје. Верувам дека ќе имаме револуционерни потези од аспект на реорганизација на градскиот превоз, кој што е организиран пред повеќе 30-40 години и функционира се уште под тој принцип, без притоа никој од градот да ги земе предвид новите населби во Скопје кои што се изградени, новите потреби на жителите, новите булевари, и до сега немало таква реорганизација и верувам дека за прв пат после многу години во рамки на градот Скопје ќе се случи една револуционерна реорганизација на градскиот превоз и на тој начин ќе им овозможиме на граѓаните да имаат подобри, побезбедни, почисти услови за транспорт во рамки на градот Скопје и на тој начин да го намалиме користењето на особено на патнички автомобили. Имаме навика, верувам дека голем дел од нас користиме по еден во возило и на тој начин дополнително го создаваме оној метеж кој што на сите ни пречи. И ова е еден од чекорите за намалување на тој метеж. Тука веројатно ќе помогне и градскиот воз. Има две од станиците, ми се чини, поминуваат токму низ аеродром. Како ќе ги мотивирате граѓаните? Можеби размислувате на некаква кампања или некаква соработка со Министерството за транспорт, железници, се со цел да почне, односно граѓаните да се вратат на она како порано да користат воз. Градскиот воз исто така е еден битен проект кој што се реализира од страна на Министерството за транспорт, јавното претпријатие Македонски железници инфраструктура во соработка со градот Скопје, и ќе има многу големо олеснување за транспортот на сите оние луѓе од околните населби кои што живеат во околината на Скопје, имајќи предвид дека
Аеродром е добро инфраструктурно поврзан и со автобуси, и со возила, односно булевари и улици. Можеби нема да има толкова големо влијание за аеродромци, меѓутоа и те какво влијание позитивно ќе има за сите останати кои што ќе имаат потреба од околните населби да стигнат до Скопје, на тој начин да добијат една квалитетна услуга, но не само тоа, значи верувам дека ќе биде интересно и за како туристичка атракција да се доживее возење со воз, имајќи предвид дека сум сигурен дека има голем број на генерации кои што и воопшто не се возеле во воз или немале можност да се возат во воз, така што и на тој начин ќе придонесеме да имаат можност да го доживеат чувството на возење со воз покрај она традиционално со автомобил. Дали сте отворени за средби и разговори со граѓаните? Отворени ли сте да ги слушнате проблемите на аеродромци? Да, дефинитивно, и тоа е една од одликите и карактеристиките на не само мене како градоначалник, да не бидам нескромен, туку и на голем дел од градоначалниците. Постојано организираме јавни средби, формални средби, неформални средби, телефонски контакти, прием во рамки на општината. Многу се позитивни и корисни средбите со граѓаните, имајќи предвид дека токму граѓаните општината чувствуваат како прва инстанца, односно прва институција каде што треба да се обратат. Најчесто станува збор за проблеми кои што ги истакнуваат се во надлежност на други институции, но општината е должна тие проблеми да ги проследи до останатите институции, да побара нивно решавање, и општината е најблиското ниво на власт до граѓаните. Многу често на тие средби произлегуваат идеи кои што можеби ние не сме ги приметиле дека постои потреба се реализираат, идеи кои што ниту чинат пари, ниту земаат време и навистина може да го подобрат секојдневието на граѓаните. Сега, ако ве прашам дали се согласувате со градоначалникот на град Скопје, ќе кажете да. Меѓутоа, како течат разговорите во ЗИЛС каде членуваат и градоначалници од опозицијата? Дали ги слушате нивните барања, нивните предлози? Видете, во рамки на управниот одбор на ЗЕЛС се вклучени буквално членови, односно градоначалници од сите политички партии, и од македонскиот, и од албанскиот блок, и од власт, и од опозицијата, и секогаш излегуваме со еден консензуален став. Има дискусија во рамки на управниот одбор, меѓутоа на крај ставот е секогаш заеднички. Впрочем, подпредседателите двајца на Орце Ѓорѓиевски се Изет Меджити Чаери, Горан Герасимовски, градоначалникот на Центар. И самото тоа дава еден пример, една слика дека кога работиме во рамки на ЗЕЛС, ние работиме за интересот на општините, односно граѓаните, и многу често проблемите кои што ги има една општина, ги има и друга општина, независно дали е власт или опозиција, или е од албански блок или од македонски блок, и се обидуваме и се трудиме да најдеме решение на тие заеднички проблеми кои што навистина ги гледаме секојдневно, и на тој начин да оствариме соработка и со централната власт. И морам да кажам дека за наша среќа дека имаме големо разбирање од страна на централната власт и силна подршка и од премиерот и од министрите, и буквално секогаш кога има потреба да се дискутира одредено прашање во нивна надлежност во рамки на ЗЕЛС, тие се присутни и се обидуваат заедно со нас да најдат решение за било кој проблем. Дејан Митевски, градоначалник на општина Аеродром, ви благодарам за одвоеното време и гостувањето на телевизија Алфа. Ви благодарам на вас. Почитувани, тука е крајот на вечерашното издание на За или Против. Следното е утре вечер во 18:10. Имајте пријатна вечер. Добро вечер, почитувани. Следите За или Против на Алфа. Ви благодарам за довербата. Во пресред на летната сезона, во фокусот на јавноста повторно се проблемите со пожарите, палењето на дивите депонии, инфраструктурниот хаос како во главниот град
така и во останатите општини во државата. За предизвиците со кои се соочува општина Аеродром, вечерва во студиото мој гостин е првиот човек на општината, градоначалникот Дејан Митевски. Добро вечер и ви благодарам што ја прифативте поканата. Добро вечер, благодарам за поканата и поздрав до гледачите на Алфа телевизија. Ајде ќе започнеме од тона на актуелно. ЗЕЛС формираше кризен противпожарен штаб кој ќе треба да оперира во текот на летната сезона со оглед на тоа дека државата се соочува години наназад со бројни пожари. Што практично ќе значи формирањето на овој кризен штаб? Да, на последната седница на управниот одбор на ЗЕЛС, каде што јас членувам, беше дискутирано како едно актуелно прашање, актуелна тема која што за жал неминано ние секое лето се соочуваме со огромни пожари на територијата на Република Македонија. Како ЗЕЛС и управен одбор утврдивме дека треба да се формира едно кризно координативно тело кое што ќе биде составено од градоначалници и стручни лица кои што ќе ги опфаќаат сите региони на територија на Република Македонија, кои што ќе бидат првата точка каде што ќе може да се реагира во случај на потреба. Идејата и целта на вакво тело е да имаме координиран институционален настап, да може да се здружат сите сили на противпожарните единици кои што ги поседуваме како институции, било да е локална или централна власт, и навремено и ефикасно да се интервенира во случај на пожари. Најголем предизвик се шумските пожари, како и секоја година, така што во соработка со Дирекцијата за заштита и спасување, останатите институции од централното ниво координирано ќе се настапува и ќе се следат интензивно состојбите на терен. Дали тоа значи дека доколку има потреба општина Берово, општина Аеродром ќе испрати своји противпожарни возила, пожарникари и слично во Берово да действуваат? Во рамки на градот Скопје противпожарната единица е под надлежност на градот Скопје, меѓутоа сите општини во рамки на градот Скопје функционираме со своји кризни штабови кои што и покрај тоа што немаме механизација, односно опрема за гасење пожари, имаме човечки фактор, односно луѓе кои што можеме да ги ангажираме, и секако во случај на потреба било каде на територијата на Република Македонија сме спремни да помогнеме со средствата со кои што располагаме како општина. Верувам дека се спремни и подготвени сите останати општини. Впрочем, и претходната пракса и искуство покажува дека имаме заедничка соработка со општините, секаде онаму каде што е неопходна и потребна помош можеме да реагираме. Неодамна беше одбележан денот на пожарникарите. Македонија кубри со години, можам да кажам, наназад со пожарникарски кадар. Нема доволно. Дали вие како општина директно или индиректно преку градот Скопје размислувате на подобрување на оваа состојба со оглед на тоа дека Македонија и така како е зафатена, особено во сезоната на пожари, со големи шумски пожари? Да, постојано се прават напори за доекипирање на кадарот. Град Скопје во изминатиот период имаше неколку активни огласи за вработување, односно ангажирање на пожарникари. Во текот на минатата година беа ангажирани и сезонски пожарникари од страна на Дирекцијата за заштита и спасување, кои што беа остапени на општините и градот Скопје во случај на потреба од интервенција, така што се трудиме на тој начин да се дополни оној недостаток на кадар, односно пожарникари кои што ќе постапуваат, имајќи предвид дека во летниот период особено интензивна потребата од дополнителен број на пожарникари. Секако тука е и шумската полиција, односно шумарите се на располагање. Министерството за внатрешни работи по потреба се ангажира и персонал од армијата и механизација, така што координирано ќе настапуваме во наредниот период се со цел да спречиме појава на пожари и во случај на појава на пожари штетата да се минимализира, односно да биде што е можно помало. Сега причината за појава не се кога се високите температури, тука многу влијае човечкиот фактор, ако ги земеме предвид кривичните пријави поднесени за пироманите изминатата година од МВР. На територија на општина Аеродром, дали изминативе години бележите пиромани кои палат диви депонии, се со цел, освен загадување на воздухот, и горење на оние кабли, гуми од хаварисани возила и така натаму? За жал како општина, за среќа како општина имаме многу мал број на пожари кои што се појавуваат, имајќи предвид дека немаме ние шумски предели каде што може да се појави таков сериозен пожар. Во рамки на нормалното се појавуваат пожари, најчесто се
пожари кои што зафаќаат дел од објекти, меѓутоа во текот на минатата година имавме ситуација каде што пиромани се обидоа да потпалат една напуштена локација, не е депонија, кој има за цел најверојатно да предизвикаат една поголема општа опасност и секако штета кон животната средина. Беше реагирана навреме од страна на институциите. Оваа година повторно ќе бидеме со засилен надзор на терен, на лице место, особено во овој критичен период, се со цел да спречиме на таква појава на пироманство, дали е заради нанесување чиста штета, дали е заради горење на кабли или за било која друга цел. Нашата обврска како институција е да го минимализираме тој импакт во однос на создавање на нови жаришта, односно нови пожари. Во таа насока треба и да, како општина, да го спречите формирањето на диви депонии од страна на одредени граѓани. Не велам дека сите, меѓутоа има одредени граѓани каде што посакуваат таму и фрлат отпад кој што не му е местото. Имате изречено и казна изминатиот период од 20.000 евра. Како оди контролата во овој дел на општината со оглед дека најавивте засилени контроли? Во делот на справување со дивите депонии, покрај контролата многу е битна и превентивата, односно создавање на услови за граѓаните да може да го одложат тој отпад, дали станува збор за градежен шут, кабаст отпад или слично. Во тек имаме голема акција пролетна за собирање на кабаст отпад. Опфатени се сите населени места на територијата на општина Аеродром, ќе трае повеќе од 40 дена и граѓаните ќе можат бесплатно да го одложат својот кабаст отпад, градежен шут и така натаму во специјални садови контејнери кои што потоа се транспортираат до депонијата Дрисла. И покрај ваквата можност ние сме повторно сведоци каде што граѓаните на локации кои што не се наменети на тоа, најчесто покрај контејнери или во паркови одложуваат кабаст отпад, а имавме и ситуација како што спомнавте да цел камион со градежен шут и отпад биде истурен на локација која што беше некогаш дива депонија, која што беше исчистена и санирана од страна на општината и останати компании, и повторно имаш обид да се создаде нова дива депонија. Како општина реагираме со инспекцијските служби, постојано се на терен и комуналните инспектори, меѓутоа и инспекторите за животна средина. И јавно ќе кажам, ќе соопштам дека секое оставање на отпад на било која јавна површина ќе го третираме како загрозување на животната средина и таму казните се енормни, односно многу поголеми од колку оставање на комунален отпад, и се надевам дека и ова ќе биде една причина плюс да ги одвратиме сите оние кои што се обидуваат или сакаат има таква намера да остават отпад на јавна површина, да не го сторат тоа. Дополнително на ова како општина нудиме и услуга за сојавување на телефонски број, на повик да испратиме возило од јавното комунално предпријатие за символичен надоместок колку што се трошоците во депонијата Дрисла, да може да го преземат отпадот буквално од куќен прак, односно од пред зграда, и да го транспортираат безбедно до депонијата Дрисла. Се трудиме да создадеме максимално услови да граѓаните немаат изговор да кажат ние немавме како да постапиме. Дали само со строги високи казни ќе се реши овој проблем со создавањето или враќањето во живот на старите депонии? Да, дефинитивно казните се еден од факторите кои што ќе влијаат кон намалување на создавање на вакви депонии. Секако покрај казните ние како институција, односно како општини, сме должни да создадеме и услови за да може граѓаните да го одлагаат тој отпад. Ги споменав делот акциите, веќе сме во преговори за формирање на посебен рециклаторен двор. Тоа е простор кој што ќе биде ограден, обезбеден и ќе имаат можност граѓаните во зависност од типот на отпадот да дојдат да го одложат тука, дали станува збор за гуми, отпадно масло, кабаст отпад, градежен шут и така натаму, и на тој начин да обезбедиме една локација која што ќе биде лесно достапна, нема да бара голем ангажман за да се депонира тој отпад, а општината да се ја преземе врската да ја одржува таа локација на времена да го одлага отпадот заедно со колективните постапувачи кои што собираат одреден тип на отпад, и се надевам дека ќе биде еден чекор напред кон третирање на отпадот. Инаку како општина имаме поставено неколку пунктови во зависност од типот на отпадот, собираме посебно
отпад од текстил, собираме посебно масло, отпадно масло, собираме посебно отпадни гуми кои што не се користат повеќе. Можам да кажам дека само во текот на 2025 година од една локација имаме собрано и пратено на рециклирање повеќе од 50 тони гуми. Што е навистина успех, тоа се гуми кои што би завршиле на некоја депонија, во некој парк, на некоја улица, ние успеавме. Во најлоша варијанта запалени да го загадуваат воздухот. Ние успеавме да ги собереме и транспортираме безбедно. Беше организиран викенд, генералка викенд на територија на цела Македонија. Изненадувачки сите се вклучија, освен администрацијата, граѓаните и така натаму. Треба ли ова почесто да го правиме, се со цел да ги и граѓаните да се одвикнат и самите себе да се одвикнеме од фрлање пикавци кај стигнеме, од фрлање шишиња по автопат и така натаму, се со цел доколку ние не придонесуваме за чиста животна средина, колку и да чистат општините, залудно ќе биде, верувам. Идејата на генералка викенд е да се вклучат што е можно повеќе луѓе, да биде помасовно. Со генералка викенд ние нема да ги чистиме општините, јавните површини, улиците, патиштата, парковите. Тоа секако мора да го направат вработените кои што се надлежни за тоа, меѓутоа целта е да бидеме пример, да вклучиме што е можно повеќе луѓе кои што ќе развијат свеста за заштита на животната средина, за чување на својата околина и на тој начин да бидат пример за сите останати дека во иднина не треба да одлагаат отпад непрописно, односно несоодветно. Да, дефинитивно се согласувам дека треба и многу почесто да се организираат вакви активности. Многу влијае на подигнување на јавната свест и зачување на она општо добро. Непосредно пред емисијата побарав став од повеќе граѓани што живеат во аеродром да видам кои се најголемите проблеми со кои се соочуваат. Еден кој ми беше посочен е тоа дека немаат доволно контејнери. Да, тие што ги има се исчистени и средени постојано, меѓутоа недостасуваат поголем број контејнери се со цел бидејќи Скопје станува се понаселено и понаселено, недостасуваат контејнери каде да го одлагаат отпадот. Дали тоа е во надлежност на општината или пак Не, тоа е надлежност на јавното предпријатие Комунална хигиена Скопје, градот Скопје. Можам да кажам дека се согласувам со граѓаните. За жал, новата администрација, односно градоначалникот Орце Георгиевски, затекна една катастрофална состојба во јавното предпријатие Комунална хигиена Скопје, покрај тоа што нема доволно механизација, покрај тоа што има превработеност на администрација и останати луѓе кои што не ја вршат примарната дејност на Комунална хигиена Скопје, се соочи со огромен недостаток на контејнери. Било да се искршени, запалени, уништени, со текот на времето дотрајани и оштетени и така натаму. Согласно информациите кои што ги имам, во тек е голема набавка за контејнери, прв пат после многу години спроведено од страна на градот Скопје и јавното предпријатие, зашто навистина сум благодарен до градоначалникот на град Скопје и верувам дека во најскоро време по завршување на постапката веќе ќе почнат да се поставуваат и нови контејнери на повеќе локации онаму каде што има потреба, каде што е детектирана најголемата потреба и на овој начин ќе го надминеме овој проблем со контејнерите. Несумнено се градат згради и во аеродром и во останатите општини во Скопје, поради тоа е недостатокот и на контејнери. Меѓутоа, се градили соодветна инфраструктура во аеродром, се со цел граѓаните да имаат пристап до овие ново изградени згради. Изминативе 4 до 5 години во аеродром изградбата на нови згради е намалена за повеќе од 70% споредбено со претходните 4 или со претходните 4 години, што значи дека покажуваме еден поинаков пример на една хумана урбанизација и сме силно посветени на развој на инфраструктурата која што е неопходна за функционирање на оние веќе постоечки, односно изградени згради во повеќе делови од општината. Паралелно работиме покрај развој на она улична мрежа, односно подземна инфраструктура, реконструкција на улици и изградба на неопходна инфраструктура како што се градинки и училишта. За жал во минатото не било обрнато многу внимание на развој на оваа инфраструктура која што е неопходна за функционирање на една модерна современа населба, така што сме насочени и фокусот го ставаме кон развој на таква инфраструктура, за да можеме да им овозможиме на жителите на аеродром едни современи, модерни услови каде што ќе можат дечињата безбедно и современо да го обликуваат своето образование. Изминатиот период имавте отварање и на неколку реконструирани улици заедно со премиерот.
Дали се работи можеби на нови со оглед на тоа дека инфраструктурата генерално во цела држава е запоставена? Тоа беше најава на еден проект за реконструкција на повеќе улици во повеќе делови на општината во вкупна должина од скоро 5,5 километри, еден проект кој што е поддржан од страна на владата и благодарение на поддршката успеаваме да го реализираме. Станува збор за улиците кои што беа најоштетени на територија на општина Аеродром. Успеавме да направиме еден голем пакет на улици и истите да почнеме да ги реконструираме. Веќе почна и првите улици фатени со проектот и да се асфалтираат, така што ќе проложиме во текот на летото да ги реализираме сите овие улици. Како општина ние немаме развој надвор од урбаното подрачје, односно најчесто најголемиот развој во рамки на урбаното подрачје, каде што на неопходна и основна инфраструктура е веќе изградена, меѓутоа со текот на времето се чувствува потребата да истата се обнови, односно се реконструира од причина што со текот на користење се оштетува, се создаваат непријатни и небезбедни услови за движење и за пешаци, и за возила, и за велосипедисти, така што тоа ни е фокусот во наредниот период во однос на оваа основна инфраструктура. Веројатно аплициравте како општина и за парите од унгарскиот кредит. Што конкретно ќе ви биде финансирано од страна на владата од овој проект? Тие се пари на граѓаните, пари на македонската влада. Аплициравме со повеќе проекти во двете транши. Еден од проектите е и реконструкција на овие улици, реконструкција на повеќе јавни површини кои што се пешачки, кои што се наоѓаат во неколку делови во Аеродром, доградба на две училишта, тоа е Основното училиште Блаже Коневски и Основното училиште Гоце Делчев, кои што инвестиции се веќе започнати, изградба на нова спортска сала во рамки на училиштето Блаже Коневски, изградба на првиот мултимедијален центар, каде што Аеродром за прв пат ќе добија свој кино, театар, простор за настани, изложби и така натаму, нешто што досега го немавме како аеродромци. Уште неколку други проекти, реконструкција на водоводи, исто така реконструираме 2 километри водоводна мрежа во моментов во Горни и во Долно Лисиче, доградба на еден мост помеѓу Горни и Долно Лисиче. Проекти кои што граѓаните најмногу ги бара, го имавме слухот, односно од оние средби, состаноци, посредни, непосредни, формални, неформални, кои што ги имаме со граѓаните. Ова се проекти кои што најмногу ги бара и бара итно решавање. Опозицијата ве обвинува токму за тоа, но прво ќе одиме на краток блок реклами, а по рекламите градоначалникот на Аеродром одговара на обвинувањата од СДСМ. Останете на Алфа.